фамилија. Поздрав, фамилија, јас сум Никикс, добре дојавте во ново видео. Прво поздрав до овој човек, ако Саши ти да се поздравам само да коментирате со хештег Никиксом, најака фамилија во Охрита и пошироко. Под насловот гледате дека не е ништо фейк, едно друго, најсериозно ми се деси, точно ми се деси. Све ќе ви опишам и све ќе ви кажам како ми се деси, иначе имам неколку повреди, не се толку страшни, така да немојте да се грижите. Ова видео не е направено за прегледи, да не мислите дека Никикс за прегледи го преше ова видео или лажиш нешто од ова. Не е ништо лажирано итд. Со што беше сообраќајката, како беше и од што настана, све ќе ви кажам. Буквално, вака, денот ми започна скроз нормално, станувам во 10, во 11, до 11 од прилика, знаете, све спремен едно друго да снимам видео, во 11 снимам, докај 1,5-2 видео во треби да ми е на YouTube, што се викат. И во 3 јас си го аплоудам. Епа, во 2:40 јас тргвам за на едно место кое што не можам на ова време да ви го кажам. Ќе ви кажам све наскоро што и како прам и што прам и што се дешава и како ми се дешаваат, само ова видео е така кажано. Ако имате слична ситуација, да не постапите исто како мене. Во 2:40 иде другарче кај мене на врата и ми вика ајде ќе дојдам со тебе, ќе ти правам друштво и онака немам што да правам. То време роскат едноставно на, знаете, капка по капка, не ни буфта, не ни рокат, знаете, дошто едно друго. И јас го земам тротинетчево и шибаме надолу буквално. Све топ, буквално после 500 метри, што би се рекло, после 500 метри од мојава куќа почви да турви. Значи, турви, буквално, немој да престани од врнење. Јас викам, ајде ќе побрзам, што побрзо буквално да стигнам до таму, заради тоа што ми е важно, не ќе да каснам буквално, сега сум почнал со то нештото. И сега као типо ајде се брзам, пати ќе да врзам. Иначе ако ми свети лицево и тоа заради тоа што сега се мие в лице, за да изгледам малце поубаво, ама изгледа сум погрд. Замисли. И зашто се дешава? Значи се брзаме надолу, тој идат со мене и фала му на се то друштво што ми правило преди тоа такво време, знаеш, на време пугат и идат со мене. Океј. И сега што се дешава буквално? Ојме надолу по улицава и како што имаме кружно, кај школа моја имаме кружно, буквално. И сега, нигде по улицава не идет кола, сваѓате да се размениме едно друго, најде на то кружно, буквално. Најде на то кружно, кај што буквално врни турвит, сваѓате, не можам да свртам, буквално. Јас со тротинетов правам сообраќајка, буквално. Не сте свесни, иначе изгледам стварно баш среќно, ама моментално не ми е така среќно, заради тоа што факинг не ми е толку лесно и сега што се дешава. Значи, сега јас пробам да свртам. Значи, толку бев залетан, 30 возев, не можеш да закочиш. И заборев дека колца на мојов тротинет се од пластика, а не баш од гума. Гума да беше баш ќе се залепит, знаеш, за асфалтов и свето и значи во Need for Speed јас се замислив и летнав кола, не е битно. Значи, и сега јас пробам да свртам, колава иде буквално, знаете, едно друштво што онако можеше да ме прегази мене колава. И сега, значи, улицава е буквално вак, значи, кривинч. И сега, јас возам, колава иде одваму, јас само што вртам, буквално тротинетов ме расфрля, некако се фрлив јас од тротинетов, буквално возам, гледаш Никикс, ваму тротинетот под кола влегвит, значи тротинетов влегвит под кола, буквално, не можеш да замислиш која тоа сцена, јас се фрлям, некако дали се превртив, не знам што ми се деси, буквално, не се сеќавам на таа слика баш дали се превртив едно друго, ама знам тротинетот, станвам како што бев обтегачен, ко крап, станвам и само гледам тротинетов под кола. Колава застаната, јас не знам колава како застана. Дали со тротинетов некако застана? Тротинетов здрав и жив. Станвам и тој од кола излегви ти ми викат, шо правиш бе ти? Знаеш, викат, шо правиш ти? Кој јас да одам намерно, знаеш, намерно, јас да наседнам тој да влезе в затвор, например. Тоа што најако, тој не беше крив. Јас бев тука залетан, јас се брзав. И сега, тој излегви од кола и ми викат, шо правиш бе ти? Јас му викам, се брзам, викам, треба да одам. И тој, што се брзаш, море, вака, така, едно друго, некако го истадовме тротинетот од под кола, што енако, значи, можеше да ми се деси, јас да влезам под кола наместо тротинетот, така да луѓе, ако ќе врнете, гледайте да не се брзате за никаде. И не само ако ќе врнете, гледайте многу работи. Гледайте, например, да речем, сега, одам со мотор на дупол дожд. Така, едноставно треба да размислам што мој да ми се деси, замисли да зализгат едно друго и никаде да не ојте со брзање, затоа што јас видов ако брзам можам да настрадам и тоа опасно. И сега повреди, буквално не знам дали се гледам на камера,
Ама, овде сум баш изгребан и овде цела рака буквално ме печет. Од овде од прилика до овде цела рака ме печет и кога не ја подосеќам малце. Не е ништо страшно ова. Друга повреда ми е буквално овде, са ми е глупо, мене едноставно се слеквам, јас овде ме гледате, вие ме што ми е повредата, иначе стварно имам она малце поголема рана тука, него овде вака, овде ко дупка е на ова место овде што ми е. Како да кажам, многу ме печити, многу ме боли, ко некој да ми има да растуре, чути, ама. Цела буквално овде вака нога, да речам, ме боли од коленово па се до овде вака ме боли буквално многу. Од другава страна, не ми е ништо. Ногава буквално кога например да ја подсвиткам вака, како што е правам, например, да речеме, да ја подсвиткам вака и готово почви да ме боли тептен и да не можам ич да газам, ама после то постепено све си се онаквит, си се стабилизиравит, така да тоа е луѓе. Пак уште еднаш ова видео го правам за вие да не брзате, за вие тротинет гледаме дека е поопасно буквално од точак. Јас да си бев со точак, само буквално ќе си спрскав и ништо друго. Значи вода ќе летаже и ништо друго на мене. Така да тротинетов буквално е многу поопасно него точак. Тротинетов е многу поопасно од мотор што сега, значи толку мала, буквално, како да кажам, јас пробав да закочам, тротинетов почна да ме отфрля некако, не знам како ме отфрли некако, што некако јас можев да бидам под кола. Јас можев да летнам преку халба, замислите да се чукнем, јас звонел. Јас ќе летнем преку халба, може ништо чудно. Ајте, гледајте, пазете се вие. Мене ми се деси што ми се деси. Лајките уште нешка, сапскрете се, станете неиксвем, најака фамилија во Охрид, ај пошироко, а ние се гледаме во следно видео. Ра па па и ра.